Ќе станат ли минато долгите колони на граничните премини во земјава, особено во летните периоди, кога температурите знаат да бидат и екстремно високи. Со ваквата состојба патниците најчесто се соочуваат на преминот Богородица кон Грција, која е во Шенген зоната, па оттаму министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вели дека во овој случај може да се интервенира единствено инфраструктурно. Најави реорганизација на преминот уште во предстојниот летен период, односно патничките возила да добијат барем 2 дополнителни ленти за излез, а товарните во иднина и посебен граничен премин. Можеме да ставиме во функција најмалку уште 2 ленти за излез со реорганизација и можеме да ставиме во функција најмалку уште 1 лента за влез во делот на товарниот сообраќај. Со што цениме дека првично ќе се подобрат условите. Сме фокусирани на создавање на уште еден дополнителен дел, нешто слично на граничниот премин кој што го имаат грците, посебен за товарен сообраќај. Значи размислуваме во насока да товарниот сообраќај го трнеме во целост од моменталниот начин на функционирање на граничниот премин Богородица. За разлика од ова, со соседите кои не се дел од Европската унија се работи да се воспостави системот One Stop Shop на сите гранични премини, кој треба да доведе до брз проток на возила, бидејќи проверки на патниците ќе врши само земјата за влез. Со Косово веќе овој систем на работа е воспоставен, а во петок официјално ќе профункционира и со Србија. Тошковски вели дека интензивно се работи овој метод да стане реалност и на граничните премини со Албанија. Со Србија официјално ќе го ставиме во функција при крајот на оваа недела, во фаза на преговори интензивни и со Република Албанија сме. Говориме таму повторно за 2 гранични премини, каде што навистина цениме дека и како ќе се олесни транзитот на граѓаните низ граничните премини со вистински имплементација на One Stop Shop начин на контрола на патници. Инаку, грчките власти веќе започнаа проект за реконструкција на евзони за да се справат со гужвите од нивна страна, а за тоа предвидоа 23 милиони евра со кои ќе ги реновираат објектите, а ќе го зголемат и бројот на персонал. За потребата од интервенција на овој премин говори фактот дека минатата година оваа граница ја поминале 5 милиони патници, а годинава до април 1 милион.